Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски и директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Никол Чебабовски остварија работна посета на Чешиново Облешево, при што посетија и краварска фарма во селото Соколарци, која добила финансиска поддршка од програмата за рурален развој. Беше заклучено дека се добиваат позитивни ефекти од примената на мерката за кофинансирање на набавката на висококвалитетен генетски расплоден материјал во сточарството, а што по барање на сточарите била воведена минатата година. Денеска овдека во Соколарци може да видиме увоз на 96 високопедигрирани стелни јуници, по избор секако на собствениците, бидејќи самите ги бира и увозот и правилата од каде ќе ги увезат. Она што до сега може да кажеме дека од целата мерка некаде 1535 јуници треба да бидат увезени, до денеска се увезени 535 јуници, што значи дека во наредниот период останува некаде уште 1000 јуници да се увезат, тоа е она според договорите што го имаме. Самата мерка опфаќа покрај стелни јуници, опфаќаат и висококвалитетни раси од овчарско производство, односно од овци и козарство. Така да очекуваме и оваа година по завршувањето на мерката да ги согледаме резултатите и секако продолжуваме со истата мерка и понатаму. Според директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, позитивен е податокот дека апликација поднеле 2 жени кои се носители на земјоделски стопанства, што значи дека и руралните жени се охрабруваат да се занимаваат со сточарство и да ги користат мерките од програмите. Токму овде во Соколарци имаме пример на 2 жени, фармери, кои што увезоја високостелни педигрирани јуници, како што кажа министерот, за зголемување и на генетскиот потенцијал, меѓутоа и на производството на млеко во овај регион. Навистина, во огласот во 2019 за увоз на педигриран добиток, ние склучивме како агенција 68 договори во висина од 135,5 милиони денари, од кои 2 проекти се токму овде во ова населено место. Билјана Трпеска. Јас сум жител на Скопје, ама се решив да инвестирам во село Соколарци. Поттик ми беше поради долго време невработена. Истражувавме со моите синови што е најопходно и што е најпотребно за една инвестиција и се решивме на увоз на педигрирани јуници. Сега моментално на овие што се сега оттелени, просекот е 30 литри млеко. Сега понатака веруваме дека ќе биде поише. Во рамки на посетата на министерот и директорот на платежната агенција беше заклучено дека поддршката за отворање нови фарми ќе значи развој на руралните средини, но и отворање на нови работни места.